Përshëndetje të nderuar shikues, por i takojmë si gjithmonë nga ora 15:00 me emisionin Gjurmët dhe në fakt ka ca ditë që tashmë kanë filluar 16 ditë mjaft të rëndësishme të këtij viti. Janë 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës në bazë gjinore, dhunës në familje, dhunës ndaj grave e kështu me radhë. Dhe ne në fakt sot do e shënojmë këtë ditë duke folur me një nga organizatat e cila luajnë një rol shumë të rëndësishëm, ka një mandat shumë të gjerë për të vepruar në këtë temë. Bëhet fjalë për UN Women dhe në fakt ne do e shënojmë le të themi kështu këto 16 ditët e aktivizmit, por jo vetëm me këtë bisedë. Siç po shihni jemi me ngjyrën me portokale veshur, është ngjyra e cila simbolizon pikërisht këto 16 ditët e aktivizmit dhe ne për këtë temë më zgjerisht do flasim me mysafirën tonë, Vesna Ivanović, e cila është drejtore le të themi kështu e UN Women apo Head of Office siç thuhet anglisht. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам Мира за поканата. Ето реков дека мандатот на UN Women е широк и особено кога се зборува за овие 16 дена, 16 може би едни од најважните дена во тие 365 дена на годината. И затоа е многу важно. Првично јас сакав да ви се заблугарам за марамата. И оваа портокалова боја можеме да почнеме од таму зашто треба со портокалова боја да бидат овие 16 дена обележени. Со здраве да носите марамата и благодарност дека ете нели со боите за повикот за солидарност, портокаловата боја, значи сите кои што во срце ја носиме пораката, во овие 16 дена носиме портокалова боја или имаме со нас некој детал кој што е во портокалова боја, бидејќи со таа боја повикуваме на солидарност на сите жени кои што се изложени на насилство, на сите луѓе кои што страдаат од оваа глобална епидемија, би рекла, бидејќи ни една земја не е ослободена од оваа форма на нарушување на човековите права, родово базирано насилство, за жал е сегде присутно. За жал, јас знаете, работиме многу на овие теми и на овие феномени. Јас продолжувам да слушам луѓе кои што викаат не изморивте со овие теми, немаме семено насилство, немаме родово базирано насилство и можеби не сакаат да прифатат дека ова е нашата реалност. Дали продолжува Северна Македонија да има ваков вид на насилство и зашто е толку важно ние да продолжиме да зборуваме за ова насилство? Насилството врз жените постои. Значи доволно е да отворите на социјални медиуми да проверите пораки, говорот на омраза, особено против жените во јавниот и политичкиот живот, и не само кон тие, но најмногу кон тие е видливо, веднаш штом ќе има слики нивни или било што некоја изјава, се коментира изгледот на жената или се оди во подруги некои насоки, неубави коментари. Потоа во семејниот круг, каде што за жал и до ден денес се смета дека е тоа семеен приватен проблем, а не е. Не, апсолутно не е. Значи, формите на насилство се многу и не се препознаени. Физичкото насилство го препознаваат луѓето, но или го премолчуваат, или повторно ја осудуваат жртвата, би рекла, или жената која што е изложена на насилство. Затоа треба да се зборува, затоа што тоа што е како прикриена форма, тоа што се микроформи, мали форми на насилство кои што водат покрупни форми на насилство и фемицид, знаеме дека и до неодамна и секој ден скоро читаме за жена која што трагично завршил животот поради семејното насилство кое што ескалирало. Да, кога зборуваме за семејно насилство или пак насилство врз жените, често пати тоа се мисли како на само физичко насилство. Кои се тие видови на насилство кои што се уште продолжуваат да бидат скриени или пак не многу широно познати? Па да, еве да почнеме со психолошкото манипулирање. Тоа не е толку препознатливо. Емотивното. Тука дури во почетокот не само дека не се препознава, туку се прифаќа како нешто нормално, како израз на љубов некој пат, како израз на да, припаѓам, ме сака, затоа ми е љубоморен, затоа и реагира така. Економското насилство, контролирањето на средствата на жената доколку таа работи и има свој примања. Или кога девојчето не може да се образува, или девојката или жената понатаму, дури да е образувана, не може да работи, или не е пуштена да работи,
пуштена е силен збор, но го употребувам бидејќи така во народот се зборува, или пак некои традиционални вредности малку поинаку се гледаат. Значи, важно е жената доколку сака да биде мајка и може да биде мајка, таа не значи дека не може да работи. Тоа е економско наследство кога велам дека примањата не може не може својот сон да го оствари во кариерата, во професијата, а и примања за семејството, од кое што семејството и општеството ќе имаат вредност и корист. Ние ќе зборуваме детално за сите можеби форми и последиците. Која е пораката за ова година? На овие 16 дена? Пред се кампањата би сакала да спомнам дека кампањава 16 дена, значи во земјава 11 години се одбележува, инаку пред 3 деценија почната во 91 година глобално, но кај нас 11 година, значи сите агенции на Обединетите нации со нашата резидентна координаторка, мисијата на ОПСЕ во земјава, мисијата на Европската делегација и другите партнери, заеднички го одбележуваме почетокот на 25 ноември до символично завршување на 10 декември, кога е денот на човековите права. Секако со невладиниот, со граѓанскиот сектор, невладините организации, женските организации кои што ни се секогаш наши партнери, со институциите се разбира. Кампањата годинава сакаме да се осврнеме на промена на наративот, промена на приказната. Значи, ние велиме честопати да не молчиме, да пријавуваме. Но годинава сакаме да се промени начинот на кој што зборуваме за ова. Значи, пред се да се зборува. Второ, кога се зборува, што се кажува и како се кажува. Значи, кој е фокусот? Слушаме и читаме и гледаме дека па што направила, зошто го провоцирала, сгрешила, дури од најблискиот круг на жената. А нивните приказни, нивните гласови, само тие можат, личните искуства да ни покажат што всушност се случува. Кога ќе се слушна, затоа што инаку бројката кога ја гледаме 1 во 3 жени жртва на насилство. Па тоа значи во собава да имаш уште една жена, значи некоја од нас или сите ние 3 сме биле изложени, сме биле сведоци, а тоа се случува и во земјава и во светот, како што реков, ниедна земја не е без насилство врз жените и родово базирано насилство. Во кој правец треба да се промени начинот на кој што ние зборуваме? Дали треба да продолжуваме да кажеме дека јас сум жртва на семејно насилство или треба да пронајдеме можеби избор за тие жртви? Па видете, пред се, јас сакам да потенцирам дека жените, некога слушам ранлива категорија жени. Дури и кога и во проекти напишано, жените како ранлива категорија. Не, жените не се ранлива категорија, жените се ставени во ранлива ситуација. И тие се жртви затоа што некој врши насилство. Но јас предпочитам и ние во Обединети нации предпочитаме да велиме дека се преживеале насилство, дека биле изложени на насилство, а доколку се уште се случува, се изложени на насилство. Значи, прво од тука да тргнеме. Второ, многу е важно да размислиме дека и децата се или директно изложени, или се сведоци. Сега, како ќе се зборува со децата, бидејќи е многу чувствителна тема и многу болна тема. Значи, за сите нас кои што сме возрастни, кои што работиме со ова, емотивно влијае кога ќе имаме разговор со жртва, жена изложена на насилство. И особено кога има и деца вмешани во тоа, значи да бидат изложени, да бидат сведоци. Така што многу е важно како се зборува. Во домот како се зборува во образовниот систем. Понатаму како зборуваме во општеството. Дали и во самите институции каде што преку еден мултисекторски пристап, кога имаме една жена која пријавува насилство, од каде почнува, дали од здравствената установа, дали од полицијата, дали во судот, прашањата кои што се поставуваат, да не се по втор пат изложи жената на еден вид емотивно насилство, психолошко, преку вербалните коментари и прашања кои што се несоодветни за жена, личност изложена на ваков тип на нарушување на човековите права или на повеќе форми на истото.
Овие се само 16 дена и ние символично ги обележуваме сега, но колку е важно цела година да се работи во овој правец, или пак од кога би требало, од кои години треба да се работи со млади девојки, жени, мажи, за да знаат да препознават семено насилство и родово базирано насилство? Постојано, секој ден, 365 дена, јас имам многу пати претходно кажано дека 16 дена се повик за солидарност. Тогаш сме сите заедно апелираме против насилството врз жените. И мерки се носат и тогаш се зборува поактивно и поактуелно. Кај нас во UN Women, значи тоа е нашиот мандат. Во нашиот мандат е денот жената од денот на раѓање низ целиот нејзин живот. Така што за нас тоа е вкоренето во нашата ДНК, можам да кажам. Треба да почнеме од мали нозе. Значи пред се, кога машко дете плача, не треба да му се каже не плачи, машките не плачат, затоа што не е во ред тоа, значи тоа е израз на емоција. Второ, девојчињата, значи девојчето треба од мали нозе да се види кои афинитети ги има, дали сака да биде архитектка, дали сака да биде докторка, адвокатка, дали сака, што сака тоа девојче од мали нозе, од градинка, да се препознаат афинитетите, не да се очекува дека таа или нема да работи, дека само нели ќе седи дома, затоа што едното не го исклучува другото. И на тој начин, кога се зборува со децата, кога се зборува, сите ние како зборуваме, кога ќе слушнеме дека има насилство или кога зборуваме за некој случај што сме прочитале, виделе на телевизија или на социјалните медиуми, начинот на кој го адресираме тоа, начинот на кој што зборуваме за тоа, дури темата да се почне, затоа што едно здраво општество се гради преку разговор, преку разбирање на тоа што другите можеби не го разбираат, дури и некогаш и го оправдуваат. Имаме тие што го осудуваат, тие што се неутрални, не се случува кај мене, не ми се случува на мене, а има и други кои што ќе речат, па сама си го барала. Значи треба да разговараме, да најдеме заеднички јазик, затоа што не е прифатливо никогаш. Јас кажувам, има причини што ги кажуваме за насилството, но не се тоа оправдани причини. Често пати јас ке слушам добро беше под влијање на алкохол или пак економската состојба. Јас како студент, професорката нима речено нешто, сите овие не се причина. Причината е една, контролата. Како да можеме да препознаеме дека можеби влегуваме тие првите симптоми, тие red flags, дека влегуваме во насилна средина или пак врска? Па тоа е многу индивидуално, но има и многу општи знаци. Од моето животно искуство до сега и од тоа што ми споделувале жени и девојки кои што биле изложени на насилство. Па и мои пријателки. Значи, честопати знаците на љубомора, на контрола, телефонот, да видам кој ти пишува, кој ти прати порака, кому му пишуваш, кој ти се јави, каде одиш, каде излегува, зошто, дали имаше со тие пријателки која беше и машко. Значи, чекање пред работа, пред факултет, тие се некои форми кои што може да покажат, ако се, значи, едно прашање или еднаш ме пречекал и мојот сопруг на работа, значи не значи дека ме контролира, сме биле договорени ќе прошетаме и така. Но зборувам за нешто кое што хронично е поврзано исто со начин на контролирање, начинот на испрашување. Тука многу значи и проблем е дека не се препознава или дури самите не си признаваат. Некогаш ми кажувале, значи, млади девојки, дека јас вели на почеток, кога врската завршува, вика јас осетив од почеток, знаев, бив свесна, но ме сакаше, имаше многу повеќе подобро, па лошото на крај почна да се зголемува, ама не се ни признав затоа што толку време трпев. Да. Нешто што јас барем можам да видам е дека љубомората се трансформира со новите генерации на нешто што се вика територијален, има истите симптоми на љубомора, а истовремено гледам дека младите не знаат да препознават тоа контролата или пак има случаи каде што не остава дечкото да оди некаде или пак да работи или подраматични случаи кога ќе се мажат, веќе
начин знаат автоматично дека нема да работат. Како да работиме со овие девојки или пак кој би бил најдобриот начин за овие девојки да имат таа сила да излегуваат од тие врски за да не стигне до моментот можеби 20 години во брак и има 20 години насилство? Па видете, пред се повторно се навраќам на тоа дека треба да се разговара и начинот на кој што се разговара е многу важен. Затоа што ако кажеме нешто на начин на кој што испаѓа дека наметнуваме ставови и мислења, можеме да создадеме контраефект. Може поинаку да го разберат дека ние ги контролираме, дека ние им кажуваме што сакаат, што сакаме тие да прават. Значи, јас се надоврзувам на тоа што претходно го спомнав за некои традиционални вредности кои што се претворени во штетни норми. Стереотипите, родовите стереотипи длабоко вкоренети. Значи, за мојата баба постоеле генерациите жени пред неа, за мојата мајка, за мене, некои се поразлични во денешно време. Технолошки овозможено насилство преку дигиталниот свет, преку интернетот. Тие се некои форми понови. И тука, значи, се создаваат повторно некои форми на стереотипно размислување, особено кон жените и девојките. И значи, тие родови стереотипи, кои што влечат длабоки корења, но малку, велам, гранките на тоа дрво сега малку поинаку растат. Некои се стари, исти, а некои се понови. Значи, тоа е важниот момент, да се разговара и со девојките, но и со момчињата. Значи, ние доколку зборуваме само со девојките, со жените, нема многу да постигнеме. Бидејќи треба да се разговара и со двете страни. Годинава преку кампањата решивме со еден вид социјален театар, односно форум, театар форум, да презентираме различни сценарија за различни форми на родово базирано насилство и потоа да се разговара со публиката. Значи, со младите и публиката секако. Ке продолжиме на истата тема. Зашто е важно и форум театарот што го имавте, зашто беше клучно за вас, за младите да бидат дел од тој форум театар? Затоа што пораките што треба да се пренесат, треба да ги пренесуваме и до младите, и младите понатаму да ги пренесуваат. Значи, на позитивен начин да се зборува. Кога зборуваме еве за економското насилство. Ако кажуваме дека жената седи дома, не работи, ништо не прави, прво не е точно. Таа работи го одржува целиот дом. Да. Но ако речеме жената да работи за да има плата, многу е важно. Да. Но може ке рече сопругот, па јас имам пари, еве за се што ти треба дома имам пари, зошто да работиш, чувај ги децата. Значи, многу е важно што ќе се каже, дека жената, како и мажот, човечки суштества, имаат право на остварување на нивниот сон. Дали сака да жената да се образува и да работи, дали е тоа, еве да речам, докторка, сака да биде докторка. Од седење дома и работење се што треба во домот, таа не може да го оствари својот сон да биде докторка, да помага на други луѓе, да лечи други луѓе. Или адвокатка, или инженерка, или судика, или архитектка, неважно што сака да работи. Затоа велам, начинот е битен и преку тие театарски представи ќе бидат различни форми на насилство представени и преку разговор дискутирано. Што видовте? Што можеше поинаку? Дајте, сугерирајте. Значи да се допре до свеста и совеста. Велам, младите се, кога велиме младите се еднината, но младите се денешницата. Ние ако чекаме да ја изградиме еднината со млади луѓе кои што навлегуваат во тие некои стереотипни размислувања, нивната свест ќе биде полна со предрасуди, а потоа и тоа води кон дискриминација. Ние имаме одлични закони, но дали законите се имплементираат соодветно доволно, дали тие се буџетирани соодветно и доволно? Затоа што тие луѓе кои што треба да ги спроведуваат во оваа земја, тие луѓе што треба да ги финансираат, под луѓе мислам и мажи и жени, треба да бидат сензитивни кон родовите прашањата нееднакво смеѓу мажите и жените, за да можат не само сензитивни, туку и одговорни и отчетни, за да можат да ги спроведуваат истите. И затоа се почнува од рана возраст, од мали нозе, со младите кои што сега се градат како личности.
Спомнавте институциите и да се надоврзиме на ова, ја имаме Истанбулската конвенција која што веќе неколку години ја имаме ратифицирано. Дали гледаме разлика од можеби пред Истанбулската конвенција и до сега? Дали сме подобрени институционално, особено полиција, социјални работи, министерства и така натаму, или пак има се уште место за подобрување? Благодарам што ја спомнавте Истанбулската конвенција, тоа е многу важен документ. Значи, многу работи се менуваат и се менуваат во правилна насока. Значи, сега има и мултисекторски пристап, каде што се знае кои институции треба да учествуваат и како да го третираат патот од почетокот на пријавување на насилство понатаму. Значи, само да кажам како податок дека само 2% од жените кои што били изложени на травматични форми на различни форми на насилство пријавиле. Тоа е страшно. Но утре, например, ние имаме настан кај што се одбележува, ќе зборуваме за извештајот кој што е направен со наша подршка до Државниот завод за ревизија, кој што направија извештај за Истанбулската конвенција колку се имплементира во земјава. Така што тој извештај е достапен, може да се прочита онлайн, значи апелирам сите да се запознаат што значи Истанбулската конвенција, која што е еден европски документ за сите форми на насилство и како ги заштитува жртвите на родово базирано насилство. Така што да се имплементира, има слух значи во институциите за ова и се надеваме дека уште повеќе ќе има имплементирање и финансирање на се што е потребно на тие постулати од таа конвенција. Ја спомнавме Истанбулската конвенција и можеби и нашите гледачи најмногу ја познаваат Истанбулската конвенција, но додека стигнавме до Истанбулската конвенција, ние имаме многу конвенции, декларации и ова година беше важна, се опишува многу денови на овие декларации, Пекин например. Беше важна година. Точно, беше многу важна година и е важна година. Например, ние, канцеларијата на UN Women, слави 15 години од како сме формирани, но исто така јубилејна година за Пекиншката декларација платформа за акција. 30 години од Пекиншката конференција за жените во Пекинг во 95-та година. И овие 30 години што ги одбележавме годинава, се осврнавме на 12 области кои што таа Пекиншка декларација ги има зацртано, со тогаш сите влади, граѓански организации и сите луѓе кои што работат на оваа тема ги разгледале. Области во кои што правата на жените се минимални или ги нема, или недоволно постигнато. Така што за жал нема земја во светот која што по 12 области има направено се. Но исто така беше јубилејот на резолуцијата 1325. И кога ќе го кажам тој број, повторам дека тоа не е некоја бројка како формула, како математичка, некоја равенка, туку тоа е бројот на резолуцијата, значи 1325 резолуцијата за жени, мир и безбедност. Многу е важно кога зборуваме, затоа што во време на конфликти знаеме што се случува со жените. Дека особено сега веќе гледаме, Гледаме, знаеме што се случува, за жал, тие се првите жртви, жените кои што нивните тела се искористени како поле за борба со силувањето, со сексуалните вознемирувања и насилства. Исто така важно е, освен во конфликти, да размислуваме што се случува кога имаме мир. Колку жените се безбедни на улица, на темна улица, навечер, ноќе, во заедницата, на работно место, каде работат, дали се изложени на каков начин на коментари, дали се сериозно сватени, дали се изложени на коментари од типот еве сега на семафор гужва жена вози. Ама жената е тука колешка. Или мажот тоа може, или како унапредувањето на работно место, значи кој повеќе има можност за унапредување, за одлучувачки позиции. Разликата на плата. Разликата на плата, значи точно листата е долга, значи. Кога ќе почнеме да размислуваме на тоа, но затоа овие јубилеи ги потенциравме затоа што се многу важни, бидејќи повикуваат на акција. Значи повикуваат на анализи, на размислувања, но исто така и на акција. И сите влади кои што се обврзале со националните заложби се должни, значи, да имаат отчетност по исполнување на постулатите од конвенциите и резолуциите.
Истанбулската конвенција е подпишана 2011 и прашањето би било дали сега во ова време, во време на војна во дел од светот и мир на другиот дел од светот, дали имаме потреба можеби за нова конвенција или пак нова декларација или се уште не сме ги исполниле тие заложби во тие конвенции? Видете, јас мислам дека има голем број на конвенции, резолуции кои што навистина опфатиле многу работи. Секогаш кога има нешто акутно, нешто многу видливо, тогаш Обединетите нации и другите релевантни фактори носат резолуции, но мислам дека во моментов со сите национални заложби, со законите кои што постојат, со стратегиите кои што ги имаме, со меѓународните документи кои што сме се обврзале како земја, имаме доволно. Имаме доволно што ни дава алатки во рацете да работиме. Потребна е силна и добра волја од сите кои што ги спроведуваат законите. Потребно е разбирање од општеството, од луѓето, повторно ќе кажам, и мажите и жените, во поддршката од семејството, разговорите во семејството, образовниот систем и бришање на родовите стереотипи. Велам, да речем, искоренување звучи почудно, но искоренување е правилниот збор, бидејќи се длабоко вкоренети и е тешка работа. Ние ќе продолжуваме на оваа тема и само ќе одиме со кратко реклами. Нешко менешко пут е театар публицитаре да важдем темон ма пасариш. Ако прориктеми се реш пас публицитетит, ме моа на студио јанга UN Woman, а по ајо е цела отхечме UN Woman кту на Македонија вериот. Продолжуваме на иста тема. Дали жената, девојчињата во Северна Македонија имаат друга иднина сега? Со разлика можеби минатите години, дали нивните права, тоа што слушам често е, па вие ги имате сите права, што сакате повеќе. Ама мислам дека не ја правиме разликата де јуре и де факто, да ги имаш правата и да реално да можеш да ги искористиш тие права. Иднината, велам дека прво секогаш има надеж, работите да се подобрат и мислам дека младите генерации не треба да ги повторуваат грешките кои што до сега се случувале. Сметам дека токму тоа што го велите, така се кажува, така зборуваат. Точно е. Пак ја речам, сама си го барала зошто тоа се случило, па што сакате, сите права ги имате. Тоа е точно така. Се слуша, се зборува. Но треба да размислиме. Треба да размислиме и да ги погледнеме бројките, статистиките. Бројките не лажат. Велам, бројките зборуваат посилно од зборови. Да размислиме, еве, кога ќе влеземе во една продавница за играчки. Розеви кукли, камиончиња, пиштоли. Претежно е така. И се ево, синој и розе. Кога одиме на гости, подароците кои што се носат или подароците кои што ги носат на децата. Значи, ако дадеме пиштол во раце на мало дете, машко дете, расте со пиштолот во раце. Ако дадеме кукла на девојчето, розе, значи, или машкото му облечеме розе джемперче, ќе го исмејуваат. На девојчето куклата, да, но зошто играчките да бидат само кукли? Значи, јас барав подарок и гледам доктор на сликата машко, за, не знам, таму со колички машко. Едно девојче тука со мајка му до мене стоеше, вика, па мамо, јас не можам ли, вика, камионче да имам? И мајка вика, не, тоа е за машки деца, ти не камионче, вика, видиш ту убава кукла најдовме. Или кога ќе речат, јас примерот го користам честопати, жена возач гужва на семафор или проблем во сообраќај. Ги прашувам татковците, кога го учевте вашето девојче од мали нозе, еве, ќе погледнам, да апелирам, кога го научивте вашето девојче да вози? Вашето машко дете, јас имам видено,
Од 10 години па и помали, тука некаде, веќе тинеџери возат сами. Ќе го седне до него или во скут и ќе возат заедно и тоа е гордоста на тато. Значи, прво изложувањето да возиш е ризично, дете не смее да вози, туку самата можност да вежба му дава повеќе можност да има пракса. Значи, кога девојчето не е изложено на тоа, нема можност да научи. Се учи. Значи, имаме сите различни афинитети, но ако почнеме да ни дадат можност да научиме, ќе видиме кај се нашите афинитети. Не значи дека еден маж не може да готви добро или дека секоја жена знае да готви или па сака да готви. Не значи дека маж не може да работи како медицински техничар од изборот е медицинска сестра. Или дека во градинка само жените треба да чуваат деца, а каде се мажите? И тие се татковци. Едно бебе, значи се знае дека и таткото треба да учествува, дали ќе се храни ако е со вечерска храна, дали ќе смени пелена, дали ќе го земе од училиште. Значи, од тие некои моменти се почнува да се менува наративот и тука треба да размислиме. Значи, јас велам кога некој ќе каже се имате права, не треба ни да се зборува за тоа е очекувано дека сите треба да имаме исти права. Во оваа држава е гарантирано со устав дека имаме исти права. Но тогаш јас би рекла на еден воспитан, на еден одмерен, на еден трпелив начин да се почне да се разговара со примери. Еве, јас неколку кажав. За жал не можам да опфатам повеќе поради времето кое што го имаме. Туку само еве и гледачите и гледачките што не слушаат да размислиме. Да размислиме, значи поддршката треба да биде, мораме со мажите да разговараме, со момчињата да разговараме. Ние не сме непријатели. Ние не сакаме да земеме од мажот да дадеме на жената. Има место за сите. Значи кога една жена е поддржана, кога една жена е почитувана и сакана, кога и таа може да се оствари, да работи, и примањата заедно стигнуваат во семејството, во општеството. Значи тоа општество е поздраво општество. Идните генерации растат посрекни генерации. Еден пример, не знам дали од вас сум слушнала или пак некој друг, отишла во продавница за да купат осесивач некој и осесивачот е само во розе боја. Нема во сина боја, а сака да е осесивач за машко да купат и единствениот подарок беше во розе боја. Овие се само неколку примери, ние што зборувавме во тоа колку вкоренети се и колку бизнисите ги употребуваат овие стереотипи и предрасуди за профит после на крајот на денот. Ние сме при крај, би сакала само уште неколку работи да отфатиме. Рековме дека оваа година е важна, беше важна, но што понатака, што не чека после 10 декември? Ние продолжуваме со работата. Значи, имаме програмата која што и портфолиото кое што е преку нашиот мандат преку програма и портфолио се имплементира. Значи, тука е родово одговорното буџетирање, тука е урамнување со европското аки за родова еднаквост, насилството врз жените преку социјално менторство, понатаму, значи, жени, мир и безбедност, жени во дипломатија, жени на лидерски позиции, економското јакнење на жените и негата за децата, негата за возрастните. Значи, имаме во канцеларијата на ЮН Women се опфатно ги опфаќаме сите области. Како што реков, дали се тоа преку програми, дали е тоа преку иницијативи, секако заеднички со семејството на Обединетите нации и со другите партнери кои што ни се и поддржници во ова. Така што работата продолжува, бидејќи само со имплементирање на постоечките закони, со менување на свеста, односно начинот на кој што зборуваме, размислуваме и се однесуваме, и ќе речам да застанеме, да го кренеме гласот за безгласните и да исчекориме напред. Не само што ќе зборуваме, туку да действуваме. Никогаш да не премолчуваме, да поддржиме, да не осудуваме. Зборевме поконкретно за Северна Македонија. На кратко, како е состојбата глобално? Дали се истите рефлексии можеби или е попозитивна ситуацијата глобално? Видете, глобално, од прилика ситуацијата е слична, ако зборуваме глобално сегде. Да. Значи, не е убава. Има региони, земји, каде што имаме многу поизразено насилство врз жените во сите можни форми и дури лишување од основните човекови права. Има земји каде што постигнале повеќе.
Значи, различни земји, различен фокус на колку работат на ова. Но ако земеме како еден сумиран збир за светот како таков, ситуацијата не е баш за пофалба. Треба да се работи многу. Треба да се работи многу, затоа што и додека ние зборуваме, во моментов некоја жена, некоја девојка е изложена на насилство. И тоа не е во ред. И не треба да се ниту прифати, ниту оправда, ниту одобри. Ние тука завршуваме со нашиот разговор. Фала ви многу што обележавме заедно овие 16 дена на активизам и се надевам дека следниот пат кога ќе се видиме, состојбата ќе биде многу подобра. Фала ви многу. Ви благодарам на вас.